Благодарам многу. Мирјана Митрева и Оливера Рајчевски на гитара. Тебе веќе те препознаваме од звездите на Гранд. Плениш со твојот талент, со твојата убавина и сето нешто го носиш на публиката, енергијата која што се препознава. Ми беше чест да те слушнам и во живо. Навистина убаво звучиш, на продорен глас, една убава боја, како што може да препозна и публиката, а и жирито. Добре дојде, драго ми е што си моја гостинка. Добро утро на сите. Фала ви од срце за прекрасната најава. Фала ви, добро утро. Драго ми е што сум кај вас и пред се морам да кажам дека ово ми е прво вакво интервју во животот и се надевам дека се ќе помине во најдобар ред. Навистина, баш ми било што имам прво. малку трема. Токму кај нас во Ситалите во магазин. Кажи ми како си дојде директно од Кавадарци денеска? Да. Понекогаш напорно ли е сето тоа да се патува низ Македонија, да се оди за Србија? Па напорно е да, но кога си има желба и љубов кон работата, мислам дека не е проблем. Барем мене не ми е сега, не знам. Така, кога се работи со љубов. Оливер, гитаристот, нели поради работни обврски мораше да си отиде, но затоа ние разговорот го продолжуваме со тебе. Какво е чувството да се застане прво на таа сцена? Искрено за мене беше голем предизвик со оглед на тоа што немам толку многу искуство. Беше доста тензично, доста стресно, доста сето тоа. Како за прв пат, сега веќе не е така, но првиот пат беше не знам, малку со трема, малку не знаеш каде, не знаеш како, но сега веќе нема таков проблем и мислам дека е многу добро искуство и секој што сака да пее и што има талент вреди да застане на таа сцена. А во Србија те барале веќе за интервју или си уште е рано? Само во круг на звездите на Гранд. Да, рано е за друго. Така, работиш со Ѓорѓе Давид, кој што е твој ментор. Како тече вашата соработка, каков е вашиот однос, комуникација? Колку е лесно или тешко да се соработува со него? Мислам дека да сакав подобар ментор не можев да добиам. Тој е човек кој што постојано буквално си трга од своите дневни обврски за да ни посвети време нас. Браво. Постојано работиме интензивно, пробите се долги, има постојано конструктивни критики секако, но тој е тука за нас едноставно и мислам дека без него ниту еден од неговиот тим не би бил таму каде што е. Кој е најдобриот совет што си го добила од него? Па искрено доста не охрабрува сите, мислам што сме во неговиот тим и цело време е реален на сликата како што е. Ако нештото не е добро, тој е тука да ти го каже тоа, не е само да те бодри ако не е добро. Така е досега, значи убаво ви тече соработката, учите работи од него, како што кажа, нели тој е човек со искуство и сите кандидати што се негови може по нешто од него да слушнат. И како што нели рече и претходно дека ве охрабрува, што е битно. Дали имаш подршка и од други колеги, на пример, дали од звездите на Гранд или сепак од блиските, нели од семејството е најголемата подршка? Да, секако дека од семејството е најголемата подршка, но таму тие што сме во неговиот тим, тој буквално не сплоти. Сите сме како еден и сите се дружиме и приватно и поточно тоа му беше и целта од самиот старт. Тој сака неговите луѓе да се заедно, да нема љубомора, да нема никакви такви чувства или слично. Така да се дружиме сите и постојано сме во контакт, постојано, особено кога е тензично пред настапи, си даваме совети. И околу изборот на песните си помагаме, така да... Не само нели од Македонија, туку и со кандидатите од регионот и од другите држави си во контакт и си блиска, нели се дружите. А какво е пак чувството да се помине бараж, да се биде во бараж, колку е тоа стресно? Дали таму тремата е на највисоко ниво? Искрено, самата музика и самото чекање до самиот крај, мислам музиката која што ја пуштаат во баражот, го подига адреналинот, прави некоја тензија и тоа е нормално. Но лично јас, например, за пеење во бараж буквално немам гајле и сум поопуштена, послободна, ја немам таа трема како на почеток и така да за мене баражот е одлична работа.
Да, мислам, нели, подобро да се помине веднаш ако може, подобро но е, ако да, дојде... но сепак се појавуваш втор пат, не е толку лошо ако си го бараш. Па да, веќе можеби си ја почувствувала, нели, енергијата, веќе песната ја имаш отпеано. Да. Дали ти ги бираш песните или заедно со менторот, стајлингот на сцена, исто како да изгледаш, бидејќи гледаме навистина некако тематски се погодува твојата облика да одговара со песната, па дури и со текст на песната, како на пример за Полско цвеќе, кога имаше фустан со цветови на себе. Да. Вака, околу изборот на песните, постојано сме во контакт со менторот. Тој ја дава последната одлука. Мислам, моја предлогот, но мора да одлучи тој на крајот. Според бојата на гласот, според сето тоа што едноставно самиот артист може да го изнесе. А околу облеката гледам да сум постојано различна, доста сум креативна и сите тие креации кои што до сега ги носев на бина се смислени од мене, но секако пред да се скрои таа креација, известен тој, добивам од него и поддршка и онака позитивна критика ако нешто нели не е добро или Да, браво, ако тој така мисли. Тоа не сме го знаеле дека ти си таа што всушност ги осмислила, ги бира креациите. Ќе ги погледнеме секако инсертите од Полско цвеќе, на пример, во продолжение од Звездите на Гранд, да види публиката, да се потсети всушност како сето тоа изгледало, иако верувам дека повеќето нели те следат, те гледаат кога ти настапуваш, бидејќи објавуваш и на социјалните мрежи, нели на кој датум ќе се објави која емисија. Сме те виделе во секакво издание и со емотивни, со балади, нели, со динамични песни, со побрзи. Кои тебе лично повеќе ти лежат? Па искрено, драги ми се едните и другите, така не можам да извојам. Мислам дека секој стил на свој начин може да донесе некаква емоција. Например, баладите се поемотивни, распонот на гласот може да се покаже во нив, додека пак брзите песни се со моќ, со енергија, онака зависи како сум расположена, но ги сакам и двете. На последниот настап се представи токму и со балада и со побрза песна, нели? Хајде онда ништа, а потоа беше Луче. Дури видов дека некој од пеачките објави на Инстаграм тоа што добив поддршка, добив. Да, ти искоментира нешто, ти кажа, освен или што ги објавија, или можеби ти посочија некој детај, некој совет. Имаше доста позитивни коментари и пофалби, така да... Па да, тоа е убаво кога ете нечија песна која што ќе испееш, ќе биде нели препознаена, токму тој што беше драго, да. Токму тој што првично ја испел, првично ја изнел на сцена. Дали ти самата реши да се пријавиш или беше од оние кои што некој друг ги пријавува на Звездите на Гранд? Па јас, како да кажам, од секогаш сакав да пеам, од секогаш дома го гледав Звезда Гранд уште како мала. Не замислував, мислам, не сум човек што планира, онака, не знаев дека еден ден може би вака ќе се случи. Имав доста интересна случка, можам да ја раскажам во кратки црти, кога тргнав на аудиција, не бев сигурна дали да одам, дали да не одам. И знам дека доцнев по патот и реков, демек, кога ќе стигнам, ако се почнати, значи едноставно не е пишано. Јас да влезам и тоа доцнев, како и обично, инаку тоа ми е мана. И кога стигнав за среќа, па и членовите кои што беа во жирито, и тие доцнеа, па стигнав таман на време. И сега тука, додека потполнувавме формулари и сето тоа, девојчињата кои што беа околу мене, комуникација и кажуваа демек колку се спремале, како. Јас бев онака, дали да одам или да не одам, дека јас навистина, например, песната ја бирав по патот, од Кавадарци до Скопје, додека да стигнам тогаш одбрав што би пеела. Да. Која песна одбрав? Која песна пееше? Од Марија Шерифовиќ пее. Аха, така. Да, српска беше. Добро. И така била моја среќа, се представив добро, па поминав. Да, па ете веќе третиот круг, така? Третиот го помина, следно што ќе гледаме ќе биде четвртиот. Четвртиот, да. Круг, да, веќе се подготвуваш за тој? Да, имаме проби, постојано патувам Белград Кавадарци и ќе видиме на телевизија. Да, ги имате одбрано песните, ете,
ако можеш да ни откриеш барем дали се балади или се подинамични, дали се од македонски или од странски изведувачи? Да, нема да открием многу, бидејќи мислам дека не смеам, но можам да кажам дека баладата ќе биде македонска, додека брзата е српска, за следниот крг. Така, да, одбра веќе и стайлинг се имаш во глава како се тоа ќе изгледа. Што мислиш дека е клучно, дека е најбитно за некој да биде звезда на Гранд? Што треба да поседува? Не знам, мислам дека секој пред се мора многу да се труди, мора да си цело време автентичен и различен, мора по нешто да делиш од останатите, бидејќи кога стигнуваат тие повисоки кругови, таму веќе сите знаат да пеат и не игра само пеењето главен фактор. Така да малку треба да имаш и среќа, малку треба да се грижиш и околу стайлингот, сепак тоа е сцена и сцената трпи, сцената некогаш самата бара нешто поразлично, сепак тие костими кои што ние ги носиме на сцена, не би можеле да ги носиме на обично излегување, например, во кафич. Така да, мислам дека таму треба. Да, се внимава да. на секој детаљ. А дали твојата желба е да ја продолжиш таму кариерата или во Македонија? Имаш ли можеби некоја замисла каде се гледаш за неколку години? Па искрено, не знам, јас мислам дека музиката нема граници и дека ние само треба да работиме, а се што е наше ќе си дојде, така да јас ќе се трудам максимално, а како ќе биде натаму, не знам, ќе видиме. Да, пеењето го вежбаш заедно со Ѓорѓе Давид или пак имаш и некој професор тука во Македонија, некој ментор кој што те бодри или ти помага во врска со пеењето, нели оние? Да, бев и тука кај нас. Моментално сум само со Ѓорѓе Давид. Мислам вежбам само со него, но нели здравје кога сето тоа ќе помине, планирам тука да се посветам максимално и кај нас да вежбам со ментор. А претходно дали учеше некаде, дали вежбаше, какви беа твоите почетоци? Од кога пееш? Па, јас пеам од кога знам за себе, буквално од кога знам за себе. Имам нижо музичко, подоцна учев средно музичко во Државното музичко училиште во Битола. Во Битола. Да, додека бев мала учествував на многобројни надпревари, фестивали, уште во основна школа, па, нели натаму, каде што навистина бев добра. Можам да кажам како за дете бев добра. И подоцна по запишување на факултет, малку како да се оддалечив од мислата за професионално пеење, да се движам во тој правец, па тука за среќа се појави мојот бенд, со кој што почнав и со кој што пеам моментално, иако пеам во колектив. Поздрав до моите момци во овој момент. Тука беше со нас Оливер, тој е гитаристот, Владко на синтесайзер и Лазар Камчев на бубњеви. Во Кавадарци најмногу? Да, во Кавадарци буквално, да, таму почнавме. И мислам дека ако не беа тие, можеби во тој момент немаше да почнам. Така да почнав со проби, почнав со свирки и така ете ми се врати желбата. Да, повторно желбата за настапи, па те гледавме и на Макфест исто. Имаше настапено? Да, Макфест за мене беше голем предизвик и беше прва така по-сериозна сцена. Откаде што стекнав многу искуство, прв пат се најдов пред толку публика, имав доста трема. Сега кога ги гледам снимките, подобро да не ги гледам, буквално сум вкочаната цела, ама моје мислење е дека секогаш кога нештото е прв пат, нормално е да си немаш искуство во таа сфера и нормално е да си таков, едноставно. Како што ми беше пример првата свирка, првото појавување на Макфест или првиот настап од Звездите на Гранд, например, првиот и последниот имаат многу разлика. Нормално е дека созреваме, во меѓувреме растеме, учиме и така. Секој настап треба да е подобар од претходниот. Па да, сите пејачи, ете и музичари воопшто, па нели јавни личности кои што се бават со некоја јавна професија, не морат дури ни да бидат музичари, па забележуваат разлика од првиот настап до сега, од првото појавување на телевизија или на сцена или прва представа, дури и актерите, секој од нив
гледа некоја разлика, сите го зборуваат истото. Дека кога ќе видат стари снимки, така што тоа е нормално, ти си доста млада, нели, па пред тебе долга блескава кариера, нели, се надеваме. Така што имаш и tekako време, нели, можности да се подобруваш, имаш и од кого и да добиваш совети. А колку пак музичарите тука во Македонија мислиш дека те поддржуваат? Без разлика ете, нели, на Ѓорѓе Давид и регионалните музичари или од жирито на Звездите на Гранд, има ли некој од тука кој што ти пружил рака или кој што ти дал поддршка, кој што ти бил ветер во грб, па и на Макфест, бидејќи таму си запознала македонски изведувачи? Да, нормално е, треба меѓусебно да се поддржуваме, добив, иако се уште сум многу пресна во оваа работа и некако останатите не ме знаат доволно, сепак е рано, само што почнав. Така да, како за почеток, јас сум задоволна, добив и поддршка, добив и совети и се што треба, нели, како да се одвива работата натаму. А сега си навикната вака како соло артист, како солистка или сепак и бендот кој што е тука? Не, бендот е постојано со мене. Да. Ти недостасува кога си во Гранд? Да си со бенд или некако се чувствуваш сигурно, самоуверено кога си и сама на таа сцена? Па, таа сцена бара нешто друго, мислам, не е исто таму. Да. За разлика од свирки, нели? Но добро и таму, добро и ваму, секоја страна си има своја убавина. Па да, секако дека е така. Кој го пронашол твојот талентите од мали нозе, велиш дека пееш? Дали имало некој во твоја близина кој што те слушнал, те забележал? Па јас од секогаш пеев дома, но моите сигурно не мислеле дека еден ден можам да се занимавам професионално со музика, па затоа не сум почнала од некој мали нозе вака јавно. Но во принцип сите знаеа дека пеам и мислам родителите и потесното семејство, наставничките и професорките подоцна на школа и се тоа. Така, а во Звездите на Гранд, да речеме, кога ќе добиеш некој коментар што тебе лично не ти се допаѓа, некоја критика, како реагираш па на тие зборови нивни? Па вака, тие се сепак професионалци во нивната работа и затоа седат таму кај што седат, а ние одиме само да учиме, нели? И секоја конструктивна критика после знам да ја разгледам и да видам уствари каде грешам. Секој си има право на своje мислење, мислам, живи луѓе, некогаш тие грешат, но вреди да се слушне и да се трудиме, нели, да бидеме подобри. Да, а би се пријавила повторно на некој од нашите фестивали? Па, зошто да не? Мислам, во моментот немам никаков план, но здравје Боже, ќе видиме. Мислам, работиме моментално на нешто, но нема да ветам ништо. Не знам што ќе излезе на крај. Да, некоја авторска песна твоја, спот. Да слушнеме, да видиме дали на фестивала можеби нели да направиш некоја промоција на песна, видеозапис, па да се представиш и со нешто на македонски јазик, прво авторско што би било од тебе, нели, зошто да не? Во иднина, како што кажа, музиката не познава граници, па дали во Македонија, дали надвор, мислам дека секаде можеш да се појавиш бидејќи пееш и на македонски јазик, и на српски, хрватски, така што имаш пред тебе на што да работиш. Каква си приватно? Каква си надвор од шоу-бизнисот, кога ќе се изгасат камерите, исклучат рефлекторите? Па, доста сум динамична, доста сум цело време во некое движење, се нешто правам, доста сум темпераментна. Имам, многу често мислам дека имам ладен израз на лицето, па тоа на луѓето му ствара мислење дека сум ладна, дека сум најмкјор или не знам. Но едноставно, нели, ние нештото не го бираме, изгледам така, но кога луѓето подобро се запознаваат со мене, се испоставува дека првиот впечаток бил грешка. Така да, луѓе, не сум најмкјор. Значи си добивала веќе такви коментари. Да, добив. Да, а во Звездите на Гранд како те доживуваат? Имаш и од таму таков впечаток некој? Дека си таква или не? Не, ова беше тука од кај нас. Да, од Македонија. Имаш ли некои хобија кои што се надвор од музиката, не се поврзани со пеење, со свирење, нешто што те исполнува и надвор од оваа работа? Па,
тренирам редовно во теретана, ако може да го сметаме тоа како хоби. Секако, да. Обожавам долги прошетки во природа, онака ставам слушалки на уши и сум сама. Уште како мала имам страст кон читање на книги. Може би ете и тоа да се стави тука некаде. Исто така имам мислам дека уште од основно училиште проявив желба за пишување на проза и поезија, па може би тоа ете некогаш кога сум сама и кога си пишувам имам така белешки добри. Да, и јас пишувам инаку многу. Да. Може некош да Ме се релаксира. размениме. Може. Да, навистина пишувањето релаксира, а и читањето. Кои жанрови? Што сакаш најмногу да читаш? Па најчесто Какви мислам книги? дека многу ми е битно онака да има некоја содржина која што привлекува внимание. Не сакам лесни работи уште на почеток, па знаеме што ќе се случи до крајот. Да, сакам кога е да е малку предвидливо. комплицирано. Тогаш некој трилер. Па може Да, се мистерија каже. до самиот крај кога не знаеш Да. што ќе се случи. Аз си планирала да објавиш можеби нешто од тоа што го пишуваш? Кога бев помала, да. После видов дека треба малку повеќе работа на тоа, па во моментот само си стоат во фиока. Ако еден ден се одлучам, ќе видиме. Да, некоја збирка можеби. Да. Да, бидејќи ете на повеќе полиња си застапена, нели, спортуваш и пишуваш и читаш. Ти благодарам многу за гостувањето. Навистина ми беше драго што ете прв пат кај нас беше и што имавме можност да си поразговараме за интересни теми и те очекуваме повторно. Сега дали како победник во Звездите на град или меѓу првите, но секако те очекуваме пак да ни дојдеш. Фала ви од срце, фала на поканата и се надевам дека ќе се видиме повторно. Многу успеси ти посакувам и во следниот круг од Звездите на град. Веруваме во тебе, ќе те бодриме, ќе те поддржуваме, а нели кога ќе дојде време сигурно и ќе се гласа за тебе. Да. Фала ти. Ќе продолжиме да го погледнеме и настапот кој што е последен од Звездите на град, Хајде онда ништа и Луче, сплет од песни од Мирјана Митрева, така што останете на Сител, а утре се дружите со колегата Тино. Од мене довидување.